Како што кажав и во најавата и се што е поврзано со нејзе ќе биде тема на разговор денес. Затоа ќе имаме чест да разговараме со оперската пејачка Вариса Хајдарпашик. Најпрво добро утро и добре ни дојде. Добро утро. Добре ве најдов, мило ми е што ме поканивте и што сум тука. Вариса, значи, иако млада, твоите почетоци, кога за прв пат влезе во студио, твојот прв настап пред публика, сето тоа беше многу одамна. Може ли да ни кажеш нешто повеќе за кога започна сето тоа? Па, љубовта за музиката најпрво ја изразив на многу мала возраст, веројатно во некое второ оделение. Посакав да свирам клавир, но не пројавив некоја силна желба за да го направам тоа и тоа остана неостварено се до некоја моја 13-та година, кога во моето основно училиште се оформи хор, кој го водеше Веселинка Маџарова, која ми беше и професорка по музичко. И на аудицијата за хор, затоа што мора да поминете аудиција за нели да слушнете дали имате слух, дали пеете. Многу изненадено ми кажа дека сум исклучително талентирана, дека имам многу добар слух и дека имам и многу добар глас за пење, што за мене беше едно откровение, зашто иако од секогаш сум сакала да го правам тоа, никогаш не сум мислела дека сум доволно талентирана. И првиот настап следеше не многу долго после тоа, како дел од хор и многу брзо после тоа како солист. Како се одвиваше патот на твоето образование понатаму? После работата со Веселинка, која траеше отприлика 2 години и се одвиваше на ист принцип како кога работев, како кога учев во средното, во кое што се запишав, средното музичко училиште Илија Николовски Луј во Скопје. И поминав таму 4 години на одсекот соло пење, за после да се запишам на факултетот за музичка уметност. Во средно бев во класата на професорката Искра Трпеварсовска, а на факултетот се запишав во класата на професор Весна Гиновска-Илкова, а дипломира во класата на професорка Славица Петровска-Галич. Пред да споменеме за твоите настапи, за освоените награди, како на државни, така и на меѓународни надпревари по музика, би сакала да погледнеме само мал дел од твојот настап. Я вообще не знаю, есть ли у них там в Скопье сухой закон или нет, но она выбрала романс «Опьянела». Судя по тому, как она его будет петь, она, по-моему, вообще никогда не пила. Но это не важно, она прелестная. И Вариса Айдарпашич.
Пред малку споменав и за добиените награди на државни и меѓународни надпревари по музика. Што значи ова за тебе? Надпреварите во областа на музиката се многу дискутабилна работа, во областа на уметноста, впрочем, зашто како оценуваш што е уметност и кој е подобар, но имаат своја значајност затоа што луѓето кои што те оценуваат сепак постигнале нешто и по своите успеси и падови знаат што вреди и што е во ред. Кога бев во средно одев многу повеќе на надпревари затоа што некако и надпреварите на Балканот и во околината се повеќе за средношколци, иако и за факултет групите има и за возрастни, за факултетли, како да кажам, но бидејќи веќе ги поминав сите, немаше потреба зашто да одам повторно. Меѓу најзначајните ми е првата награда во Белград, на која што бев исклучително многу горда, затоа што работев многу долго за тој надпревар. А последна награда која што ја добив е специјалната награда во Софија, Бугарија. Меѓу другите се втора награда во Црна Гора, 2 втори награди во Скопје и уште неколку. Вариса, какви се твоите ангажмани во моментов? Во моментов повеќе работам на ангажирање како некој фриланс артист во стил, бидејќи се обидувам да најдам соодветна мастер програма во странство, па не би сакала да се врзувам сега со некој работен сериозен ангажман и обично се ангажмани од луѓе кои што сакаат да слушаат опера за некоја пригода. Ти си целосно посветена на класичната музика, меѓутоа дали знаеш понекогаш да отпееш нешто од популарните жанрови, па макар и како хоби? Па да, секако. Како музичар црпам инспирација од секој вид на музика. За мене не смее да биде нешто забрането во некоја смисла, затоа што сите видови на музика имаат некаква емоција која што за мене е инспирација. Па многу често знам онака за забава да пеам дома на караоке или на забави со пријатели. Да, ја сакам и популарната музика. Што значи да се работи во театар на оперска представа? Да се работи во театар на оперска представа значи да се даде многу од себе. Прво затоа што пробите се многу долги, многу исцрпувачки, многу разновидни, од режиска проба до сценско-оркестарска, костимска. И има тука многу работи кои што еден пеач мора да ги знае за да може да функционира прво како индивидуа, а потоа да се вклопи во еден огромен тим. И тоа одзема многу време, но е многу макотрпна работа, но на крајот секако се исплати. Како изгледа животот на еден оваков професионален профил? Живот од куфер, буквално, затоа што многу често патувам и понекогаш ми се случува да не можам да стигнам да се отпакувам помеѓу 2 патувања, па само ги менувам алиштата. Не е едноставно работа да се живее така, да си многу малку време на едно место, но има и своји предности, постојано шеташ некаде. Кои се твоите совети за некој што сака да стане оперски пеач? Пред се многу голема љубов кон тоа што се работи. Пеењето е можеби еден од најтешките начини на изведување, затоа што инструменталистите имаат инструмент на кој што некако се подпираат, а пеачите имаат самото свое тело како инструмент и има тука многу психологија во работата. Тоа што е мој совет е да пробаат да го најдат најдобриот професор за себе,
да работат многу на уметничкиот израз, да читаат многу, да истражуваат уметност од секаков вид, да се инспирираат постојано и да не престанат да слушаат музика секаква. Што значи всушност да се биде оперски пејач и дали специфичноста на професијата бара од тебе некаков посебен начин на исхрана? Да се биде оперски пејач значи во некој негативен контекст постојано да се биде роб на својот глас. Затоа што мојот глас е мојата алатка која што ја користам, но научив низ годините дека колку повеќе се плашам од болести и некои слични работи, толку психолошки тие влијаат на мене. Специфичноста на соло пеењето или на профилот на оперски пејач е веројатно целосно еден здрав живот, здрава исхрана, редовен тренинг за издржливост на телото, затоа што, како што кажав, телото е мој инструмент и сакам да биде во најдобра можна форма, за да ми помогне да ги издржам сите тие предизвици. Како изгледа да се настапува во странство во споредба со тоа да се настапува пред домашната публика? Пред домашна публика е секогаш потешко, затоа што луѓето ги познаваш и те познаваат тебе и во странство настапуваш и можеби никогаш повеќе да не ги видиш, па и да сгрешиш и да излезе недобро, нема да се соочи со тоа, така да кажам. Најтешко е да настапуваш во својот град, пред професорите, пред своите родители и но е најблагодарно затоа што ако знаеш дека те прифатат твоите, тогаш знаеш дека навистина си успел. Настапуваше во Русија минатиот декември, кажи ни нешто повеќе околу тоа. Во Русија отидов како последица, да кажам, на надпреварот во Софија, кој што е балканска романсијада, каде што се пеат руски романси. И наградата која што ја освоив таму ми ја возможи да отидам на надпреварот таму, иако не како надпреварувач, туку како гостин. Но тоа беше едно извонредно искуство, кое што се надевам ќе го повторам пак. Да се настапува во Русија е огромна чест и задоволство, бидејќи Русија е една од најкултурно воздигнатите држави. Да, и препорачувам луѓето кои што се пеачи, а не слушнале за овој надпревар, да се информираат и да пробаат, затоа што е навистина надпревар од висока класа. Вариса, овде јас би го прекинала нашиот разговор на само на кратко.
Како што кажав, еве сме назад во студио за сите оние кои можеби сега се вклучуваат, да ги потсетиме дека наша денешна гостинка е оперска пејачка Вариса Хајдарпашик. Вариса, да продолжиме со нашиот разговор. Неизбежно прашање е од каде црпиш инспирација за се она што го работиш? Инспирација како поим доаѓа нели од сите различни видови на уметности. Затоа јас се обидувам постојано да се обкружувам себе си со секаков вид на уметност. Често одам на изложби, на концерти, секаков вид на концерти, концерти на моите колеги, на мои професори, на странски уметници. Слушам многу музика на YouTube. Фала му на Бога зашто имаме YouTube во ова денешно време. За разлика од порано кога за да слушаш нешто си требал да одиш во универзитетската библиотека, во некој подрум некаде таму длабоко далеку да слушнеш некоја плоча. Се обидувам да слушам секаков вид на музика, од инструментална, класична, до опери, до популарна, до понекогаш и рок и некои потешки видови на жанрови. Од филмови исто така, филмови се многу голема инспирација. Се што е некаков уметнички израз, јас сметам дека за еден уметник треба да е извор на инспирација. Многу книги, читање исто така, затоа што нели книгите ни овозможуваат да изживееме еден живот, едно искуство без реално да го доживееме, затоа што писателот ни раскажува за некој нечи друг живот, но со еден таков увид интимен што ни овозможува да сочувствуваме со него и да го изживееме. Затоа сметам дека читање книги е исклучително важно за уметници покрај сите други извори на инспирација. Какво е чувството да се настапува со оркестар, а какво е со пијанист? Со оркестар е многу по моќно во некоја смисла на зборот, затоа што имате еден цел оркестар кој што ве поддржува. Тоа се од прилика 70 луѓе кои што се толку сконцентрирани во моментот под водство на маестро, без разлика кој да е, да ве следат, да го следат секој ваш здив, секоја ваша фраза, да ви помогнат во уметничкиот израз и заедно како тим да направите еден момент во времето кој што ќе се истакне. Да се настапува со пијанист е сосема различно, но не е ни подобро ни полошо. Е различно во смисла што е многу интимно, затоа што со пијанистот работите многу долго време. Имате проби, ги работите делата кои што ги спремате, му кажувате како вие го чувствувате, соработувате заедно. И на концертот и некако се подпирате на него или на неа, без разлика на придружбата. Во таа смисла би рекла дека различно. Дали ти свириш на некој друг инструмент? Па ми се оствари желбата кога се запишав во средно, почнав да учам клавир и го учам веќе го изучував 8 години. Понекогаш сега од кога дипломирав седнувам дома да прочитам некој нов материјал. Освен клавир сум пробала да свирам гитара, виолина. Едно време позајмив флейта од една моја пријателка зашто никогаш не сум пробала да свирам на некој дувачки инструмент, па решив дека флейта ќе биде таа што ќе ја пробам и ја имав можеби некој 6 месеци. Од тоа што успеав да научам сама, па пробав да отсвирам неколку мелодии. Кој оперски пејач тебе ти бил инспирација? Како мала, кога се запишав во средно, се посветив многу на тоа да најдам најдобра можна изведба на некое дело што во моментов го спремам и слушав многу различни пејачи. Се разбира,
за сите денешни оперски пејачи, мажи и жени, инспирација веројатно може да им биде славната Ана Нетребко, која што ја смени улогата на и профилот на оперскиот пејач од еден многу помалку познат поим во нешто што станува мега популарно и веројатно незиниот уметнички израз многу ме инспирирал во животот да продолжам да се борам и кога ми било исклучително тешко и кога сум мислела дека веќе не можам понатаму и ќе се откажам, слушајќи ги незините изведби и колку луѓето всушност сакаат да ја слушаат, ми било инспирација. Како се добива и спрема улога во представа? Улога во представа се добива, па веројатно прво би требало да ја спремиме пред да ја добиеме. Спремањето на улога е, за жал, денес многу брзано, за разлика од, да речеме, пред половина век. Затоа што оперските пејачи се принудени да следат еден многу брз ритам на живот и на распоред. И спремањето на улоги мора да биде многу брзо и многу скратено. Идеално би било да имате отприлика, што знам, 3 месеци за да спремате една улога. Јас, колку од моите искуства, тоа што треба да се направи за да се спреми една улога, освен учење на музичкиот материјал, на текстот, пошто пееме на други јазици секогаш, учиш правилна дикција на текстот, многу е важно значењето на тој текст што го пееш, затоа што е апсолутно абсурдно да пееш нешто што не разбираш. Потоа читаш се што е поврзано со тој твој лик. Ако е лик од некоја книга, тогаш го читаш романот по кој што е напишана. Го читаш либретото на либретистот, ја слушаш музиката, ја проучуваш, потоа веројатно треба да работиш на актерскиот израз, ако имаш некој соработник кој што е актер или режисер, па да ти помогне во доловување на тоа. Кога ќе ја спремиш во некој можеби 80%, ако знаеш дека има најавена аудиција во оперска куќа која што не ти е матична, се пријавуваш на аудицијата и пееш тоа што е задолжително, веројатно од улогата ќе биде некоја арија и потоа комисијата која што ти е таму одлучува дали ти си соодветен лик во целост, како глас, како физички изглед, како карактер, за да можеш да ја поднесеш таа улога. И ако ја добиеш улогата, тогаш почнува тоа работење на проби, со режисер, со оркестар, со корепетитор, со сите тие различни видови на проби. Ако си дел од оперска куќа која што најавува аудиција или не најавува аудиција, ја добиваш улогата по тоа што кастот кој што е одреден за уметничкиот директор и целиот негов тим, по тоа што претходно знаат за тебе и за твоите можности, ти доделуваат улога како обичен вработен во установа. Така. Која е разликата да се пее оперска представа за разлика од концерт? Оперска представа е една целина која што иако звучи макотрпно да се пее 3 сати и е макотрпно, сепак во оперската представа има делови кога настапува балетот, кога настапува хорот, кога настапуваат другите колеги и имате време да се одморите, чисто да земете здив. Иако ариите често знаат да бидат тешки и улогите знаат да бидат исклучително исцрпувачки, ако редовно настапувате во оперски представи, знаете како да ги искористите тие неколку минути на тишина за себе и да се совземете, некако да добиете нова енергија за нареден пат кога треба да настапите, тоа да биде во полн сјај. За разлика
во концерт пеете оперски арии една по друга или песни една по друга, кои што сите имаат своја кулминација и сите имаат свој различен уметнички израз, различна суштина, една може да биде тажна, една може да биде весела и треба да се влезе од една во друга многу брзо и тоа е уште поисцрпувачко. И затоа има и профили најчесто за мастер студии се тие кои што се, например, само оперски изведувач или само концертен изведувач, затоа што професијата, определбата на професијата бара некои предзнања, некое предходно спремање за пеење концерт, за разлика од пеење оперска представа. Така. И Вариста, во следниот период, што може да очекуваме од тебе? Во следниот период, во Велес, планирам да го спремам мојот прв солистички рецитал, па преговарам за каде ќе биде, во која од нашите убави сали. Многу сум задоволна што имаме веќе неколку сали на избор. Се обидувам да најдам што е можно повеќе ангажмани, да имам што е можно повеќе работа. Веројатно ќе пробам да направам еден концерт во Софија. Тоа го планирам уште од кога бев на надпреврат, затоа што многу ми се допадна како работи тимот таму. И тоа е во непосредна некоја иднина. Вариста, јас ти благодарам на гостувањето, ти посакувам многу успеси, уште многу настапи и награди. Па да разговараме во некоја наредна прилика за истите.